Стадион. Емисија за вашата вистина. Повторно денеска во Стадион зборуваме за филмот. Малку е чудна ситуацијата, зборуваме за филм кој што е прикажан во друга земја, во Каиро, во Египет. Кај нас премиерата можеби ќе биде за неколку месеци. Елеонора Венинова, режисерката на Преекспонирано, која што стана прецензурирано според тоа што се случуваше во Каиро, и Благој Веселинов, еден од главните ликови во овој филм. Елеонора, тоа е тренд сега, прво устранство да се промовира премиера да се направи, па после во Македонија. Некој може да каже, не си ја почитувате државата, не сте доволно патриоти, треба прво тука тоа да се... Или ова е копродукција и се едно? Не, екопродукција, Истото беше и со Кајмак, истото и вие го правите. Јас не се сеќавам порано така некој да... Не, сите повеќето филмови го прават тоа, впрочем, затоа што и тие фестивали често пати имаат и некои критериуми каде што бараат на нивниот фестивал да биде прво јавно прикажување. А тоа е услов. Да, така што сите што целиме на премиери на такви фестивали мора да го чуваме филмот, нели, таму да ја има светската премиера, ексклузивноста баш ради тоа. Така што, мислам, тоа е добро, се морам да кажам и од маркетиншки аспект, затоа што за филмот се слуша уште пред да дојде во киносалите и, например, тоа помага за да се привлечат и повеќе гледачи секако. Меѓутоа, оваа ексклузивност која што ја бараат е секако главната причина зашто ја би рекла дека повеќето, особено успешни македонски филмови, имаат премиера најпрво на фестивал во странство, па дури потоа имаат премиера во Македонија. Сега разликата е што можеби, не знам, некои не чекаат толку многу месеци помеѓу, нели, таа светска премиера и македонската премиера. Неколку основни податоци. Преекспонирано е копродукција. Да. Нашите колку учествуваат? Или они се тамо за впечаток? Не, нашите учествуваат со... Сега, вака во проценти, искрено, не знам, веројатно е околу 70-80% е Македонска агенција за филм, веројатно Србија околу 10% и Еуримаж. Сега, искрено не ги знам до толку процентите. Учествува во барањето на парите или тоа е работа само на продуцент? Или комплетен е... Па, работиме заедно, меѓутоа, оние документи што јас ги подготвувам се како некоја режисерска експликација каде што објаснувам каква ми е визијата за филмот, се како сценариото, нели го даваме, меѓутоа сите други работи, тие финансиска конструкција, образложенија, маркетинг план, план за дистрибуција и така натаму, сите тоа го работи во принцип продуцентот. Треба безмилостни се нон-стоп извештаи да се пишуваат, како кај невладините проекти кои бараат од странски пари, од европскиот. Да. Сите такви фондови бараат исцрпни извештаи, сакаат да знаат буквално, нели, како се до евро потрошени парите. И, нели, имаат и строги критериуми и за одобрување проекти, меѓутоа после имаат строги критериуми и за оправдување на парите, така што меѓутоа со тоа се занимава продуцентот, јас немам удел. На политичко поле да свртнеме работата или да бидеме прагматични. Ова со Европската унија. Значи ли нешто ако почнеме преговори, се отварат повеќе фондови? Зборувам за филмот, за културата. Какво е искуството на бугарите, какво е искуството на хрватите? Затоа што се зборува, Европа е многу богата, сега може и поради кризата и таму има некои одредени проблеми, меѓутоа они културата никогаш не ја остават на страна. Навистина ли се тие фондови многу богати и се отворени кога ќе почнеме да чекориме? Па, како да ви кажам, тоа е мала замка, затоа што ние и сега имаме пристап до дел од европските фондови, како земја кандидат за членство. Имаме пристап до фондот, конкретно се вика Медија, кој што е за филмови, или Креативна Европа, мислам дека го сменија пред некоја година. И ние сме, и има добиено македонски филмови за развој. Ми се чини еден од филмовите на Теона и еден од филмовите на Игор Иванов има добиено, како да кажам, тоа е средства од оваа програма, така што ние и сега може да ги користиме тие средства. Меѓутоа, проблемот е што не сме доволно компетитивни, затоа што тие исто така имаат и некои критериуми при одобрување на средствата кои што ги земаат предвид, како, например, публика.
Ме сеќате и ние на пример со 2 милиони луѓе со да се стигне до некоја бројка од 10.000 што веќе во Македонија е огромна бројка за гледаност, на нив таму не им значи многу тоа. Потоа во однос на, ако зборуваме за копродукција, е многу потешко да правите копродукција со земја од Европска унија, не толку заради тоа што се членки на Европска унија, туку заради дискрепанцата помеѓу трошоците за правење филм во Македонија и трошоците за правење на филм, пример, во Данска или Белгија или некој од тие земји. Едноставно ќе ве чини повеќе да ја направите таа најчесто постпродукција таму. Значи ќе треба да дадете и ваши пари, освен тие што ви ги дал фондот од таму, за да можете да ја завршите истата работа што овдека ќе ве чини можеби 5 пати помалку. Така што мислам дека тоа се и сега постојат можности за работа, меѓутоа едноставно како да ви кажам, обемот на филмска продукција, финансиите кои што ги имаме во Македонија едноставно не се конкурентни на она што дигиталното дова менува многу работи. Колку помага на филмот, колку му одмага. Под голема достапност, веќе границите се бришат. Може би јазикот веќе не е пресуден, затоа што преводи може на се да се најде. Дали тоа е голема предност, или ако веќе зборуваме за публика, може би и ограничувачки, например, индивидуално да се гледа дома, да не ги посетуваат толку кината. Може би пак има и вакви размислувања од некои музичари. Да, достапноста е на интернет, се индивидуализира, меѓутоа создава после тоа некоја социјална кохезија која што се манифестира на концертите, интернетот на тој начин помага. Па да, тој социјален аспект не е се уште. Не, меѓутоа мислам дека и на ниво на како тој дигитален живот или достапноста на се во секое време, во секоја земја влијае генерално на општеството, е недоволно истражено, зборувам од социолошки аспект. И истото важи и за филмовите, значи си има позитивни аспекти, како на пример тоа што нашиот филм, мислам, или било кој филм, ако заврши на некоја дигитална платформа, значи ќе го гледаат луѓе кои што веројатно никогаш не би го нашле воопшто, бидејќи ќе треба некоја пиратирана верзија да бараат. Меѓутоа, да, од друга страна, откако ќе го ставите филмот на дигитална платформа како Netflix или Disney или Hulu или кој да се, тој ви станува практично, како да кажам, не ги исполнува веќе критериумите за патување по фестивали, затоа што повеќето фестивали бараат тој да не биде јавно достапен на интернет. За Оскар дека мора во кино уште како беше? Да, мислам дека за или да прави излучок. Не, важи, затоа што дури Netflix сега мора да ги чува филмовите неколку недели во кино пред за да може да конкурира за Оскар и за некои други исто така награди или фестивали, така што дури и Netflix, кој што е толку моќен, мора да се придржува до тие правила. Веселинов, јазикот е татковината, вика Конески. Јазикот е татковина за секој глумец. Кој јазик го имаш, на кој јазик си студирал, тоа е пресудно, или веќе со ова дигитална ера се бришат тие, глумецот може лесно да научи било кој јазик. Колку отвара простор ова е? Значи, јас, како генерација која што заврши на факултет за драмски уметности, се уште со таа една група на повозрастни професори кои што сега за жал веќе не предаваат, се во пензија. Некои од нив не се ни повеќе меѓу нас. Многу надеж полагавме во македонскиот јазик и во тоа, мислам, работевме многу сериозно на тоа да збориме да зборуваме на литературен македонски јазик. И сега се губи целиот тој конструкт што некои луѓе се обидуваат да го наметнат, да го задржат, да го зачуваат. И за жал некако повеќе вратите се поотворени кога зборувате англиски како мајчин. И во глумата е тоа? Па сега во моментот мислам дека е така. А може би па помоше ова затоа што веќе и во театар има синхронизирано, се преведува, се овозможува достапност на било, јас сум била некој представи, ама меѓутоа тоа дали сите театри го имаат тоа како техника, како можност? Во принцип да, сега почнавме да играме веќе представи кои што имаат титул на англиски јазик.
за да може да се расшири. да дојде публика која што не го познава македонскиот јазик и да може да ја гледа и да ја прати, да следи представата. Така што да. Каква е атмосферата? Си прошетал со претходниот филм на Ѓорче, особено прошета на секаде из Европа и светот. Каква е атмосферата? Глумците се глумци секаде или Да. разликата во парите само? Не. Во условите? Не. Нема некоја разлика во пари, секако дека тие што се влезени во индустрија, актери кои што работат, кои што се малку по, да кажам, работат повеќе, имаат, заработуваат веројатно и повеќе, но ова што успеав да го запознам од мои колеги низ светот, вклучително и Берлин, на Берлинале, кога бев шутинг стар 2018 година, сите сме на истото дередже во Европа. Да, без разлика дали доаѓаат од Данска. Лошо, негативно. Па, тоа што ние сме тие што сакаат да си работат професијата, знаат што ги чека и едноставно тоа е дередже и убавото и лошото во нашава работа. Така што сите сме некако, тоа го сватив, дека сите сме на исто. Сите сме на исто. Да, сите сме на исто. Може заработува некој во Скандинавија повеќе, но трошоците му се многу поголеми за да живее, така што... Мене нешто друго ме фасцинира и ме прави оптимист во смисла на иднината на помалите нации, помалите народи. Например, норвешките, данските продукции се многу глобални во последно време. Изноредни филмови. И веќе не се случува да прават, како се вика тоа, кавер верзија, одма да ги преземат, како што им праве на французите, американците, туку одат со нивниот јазик кој што не е толку познат и не е толку прифатлив за човек кој што не живеел таму, кој што немал допир со тој јазик. Сега една норвешка серија изноредна се рекламираше. Како успеваат тие помали нации да прават толку силни филмови, толку силни продукции? Па прво инвестираат во нив, мислам таму приватните телевизии, па и државните инвестираат големи средства и многу време во развој на тие серии. Ги прават тие серии, како да кажам, на начин, ги поставуваат на начин што нема да третираат само локални теми или дури да третираат локални теми, тие ги третираат од еден агол кој што им овозможува потоа лесно да ги премостат границите на нивната сопствена земја. Универзални се. Па човекот е човек секаде. Па токму тоа и тоа ние западнавме како кинематографија во некои претходни години во некој локал, се дали беше тоа патриотизам или знаете каде што третирате локални теми од локален, како да гледам, од гледна точка на некој кој што живее овдека и едноставно таа тема која што тематика не може да патува. И затоа е тоа толку важно пристапот во кога бев на програмата за пишување серии во Берлин, тоа го викаат глокал. Демек глобално, ама сепак демек локална тема, меѓутоа се обработува на еден условно кажано глобален начин. И тоа е дури посебен термин како вие можете една иста тема да ја обработите локално и да има смисла само во државата во која што нели е направен филмот или серијата, или да ја обработувате на начин каде што ќе го извадите универзалното, значи некоја длабока универзална тема која што го тангира секој човек во секое место од планетава. И тоа многу успешно го имаат совладано тој метод глокал на функционирање во скандинавските земји и затоа нивните филмови и серии толку многу патуваат. Да симплифицираме, ако зборувате за Гоце Длачев, бугарско-македонски спор, тоа претко кој ќе го интересира пошироко. Ама за животот на Гоце Длачев, па љубов, па како го убиле, па некоја револуција, тоа се универзални теми. Па, фокусот е многу битен. Да, токму тоа, како треба да и пристапите на темата поинаку, едноставно да најдете што е она во таа приказна, што можеби сепак може да биде приказна на идентитет, меѓутоа може да биде приказна на, без разлика дали е тоа човек кој што чувствува как подвоеност помеѓу два идентитета или можеби е припадник на едниот, меѓутоа го влече нешто кон другиот земја, идентитет, како и да е. И тогаш правите, како да кажам, глобална тема од нешто што е многу локално. Колку е преекспонирано локал, како тој термин го? Па, мислам дека е според тоа во Кајро не е баш локал.
Не, дефинитивно не е локал. Ама тоа што не е локал, па може тука ќе им пречи на овие нашите Па да, политанци, како и... не знам, баш тоа и мене ме интересира како ќе помине кај нас, затоа што буквално една од работите кои што ни ги кажува луѓето во Египет кои што ни пристапија после филмот беше дека тотално таа приказна што ја виделе би можела да се случи и кај нив. Тоа ни го кажува и други кога комунициравме со продуценти, со луѓе кои што го гледа филмот или кои што го читаа сценариото, дека темата е едноставно универзална и дека буквално на некои тоа дури им пречеше, во смисла, особено француските продуценти, ме советува да ставам некои сцени во црква или нешто што ќе даде полокален шмек на целиот филм, затоа што нивната перцепција за овој наш Балкан е дека, нели, ние сме добро, имаме цркви, малку имаме така нецивилизиран пристап кон животот и тие сакаат тоа да го видат, што мене ми пречеше, затоа што јас да сакав лик кој што оди во црква, ќе напишав лик кој што оди во црква, нема дополнително да го додавам за да биде приказната полокална според нивни стандарди за тоа што е локално. Така што да, мојот филм е можеби дури премалку локален. Ама тука црква ако оставиш, па ти рече да не зависи од темата, да не скранавиш нешто. Да, тоа секогаш е опасност, меѓутоа поентата е дека моите ликови во филмот не се религиозни и нема воопшто потреба да фигурира некаква црква или некој да оди во црква само за тоа да им биде интересно, не знам, на француските продуценти или дистрибутери. Благој, Кочи е многу силно во последно време, многу глумци од таму. Мене ми е криво, јас сум Штип центарот на светот е, не. Да, имаме доста Теодосиева актери кои што искочиле низ годините од Кочани. Сериозен гап помеѓу мене и тие претходните и после мене потоп, јас би рекол. Али да, се изродија многу глумци, така у континуитет се фативме, има, да, сега оваа година правиме не помилувате ни Штип, ако влезете во Штип ќе ве расипе. Да, па не, секогаш влагаме у Штип, кога станал културно сме многу поврзани со Штип како град и јас сум работел многу како аматер и како професионалец во театарот во Штип. И таму имам многу колеги со кои што и ден денес сме у супер однос. И супер, сакам јас и Штип и Кочани, сега имаме 60 години јубилеј на драмскиот аматерски фестивал, кој што има изродено глумци и глумци од цела Македонија, не само од овој наш источен дел. Тука си претежно во Скопје. Тука, да, од кога сум дојден на студии се натурализиран Скопјанец сум, живеам, сега полека ќе ми се сподели животот, околу 16 години живеам, 17 година веќе у Скопје, на 21 година дојдов овде, така што за брзо. Твоето искуство со филмот, со темите, очекуваш ли дека ова ќе се случи во Каиро? Знаете кај одите, Египет, менталитетот генерално можеби е сличен, зборувам за однесување, за цивилизацијски, меѓутоа тој е религиозен аспект. Морам да кажам дека цензурата сама по себе некако си станува, еволуира. Она, за разлика од многу работи кои што остануваат да бидат исти, некако не ја осетив. Првично јас цензурата не ја осетив. Ми беше чудно малку третманот кој што го добиваме. Ние малку сме дезинформирани за тоа што се случува околу фестивалот. Сите се насмејани и љубезни со нас, но на крајот некако ние као на задна врата. Такво ми беше чувството. Од кога се вративме во Македонија да сватам дека причината за тој однос била многу поголема кај нив отколку што на мене ми се... Значи не е лицемерие, не е... Па не, мислам дека е онакво, дека е некакво, јас лично мислам дека е као наредба дадена дека тоа и тоа така и така ќе се случува, гледајте колку што можат луѓето да пројдат, да не осетат дека се случува и ете на крај по некоја среќа ние свативме што се случило. А чекај, Велинова, не ризикуваат они да изгубат или не е тоа како во спортот? Например, фестивалски ранг тие работи. Затоа што ова е од висок ранг фестивал. Па да, мислам дека... Не е тоа екстериторијална зона, точно, или треба така да биде?
Мислам дека го имаат речено тоа многу елегантно, во смисла дека ние имавме посетеност, ние немавме празна сала, така што никој, мислам... Значи има глад, има за... Да, меѓутоа единствената разлика е што луѓе кои што биле акредитирани на фестивалот биле оние кои што можеле да влезат во филмот. И сега многу луѓе што биле на фестивалот пројавиле интерес да дојдат на филмот и ние имавме полна сала. И затоа, како што вели Благој, не ја чувствувавме директно, не знам, некаква цензура или дека нешто е различно со нашиот филм. Меѓутоа, мислам дека едноставно фестивалот и до некаде ги разбирам, затоа што функционираат во едно многу конзервативно општество, каде што религијата е дел од таа државна структура на еден или друг начин и тие едноставно нашле начин да го да го изиграат малку законот, во смисла да прикажат филмови кои што знаат дека се контраверзни во тоа општество, да имаат публика. Да бидат да биде... Точно, значи да седат и на тоа столче и на ова столче. Да формата, точно, да бидат и прогресивни, меѓутоа да си го задржат она што е нивен, како да кажам, како национален. Да не направат некој, не знам сега. Па да, и мислам дека искрено верувам дека фестивалските програмери, односно убедена сум дека имаат најдобри намери. Тие сакаат да донесат различен тип на филмови кои што инаку нема шанси да играат, меѓу кои нашиот нема шанси да игра во кино во Египет заради тематиката. Меѓутоа тие сепак сакаат да ги донесат, да ги види макар и ограничена група на луѓе, не знам, 500-600 илјада, колку и да биле на двете проекции. Етапно да се и на задна врата некако да донесат такви, да речам, за нивни стандарди. Не е буквално цензурирано. Не е, затоа е целосно, скроз. Точно имаме ограничување Точно. на аудиториум. Да. Значи само за тие кои што се акредитирани. Да. Обична публика не можеше да влезе. Да. И тие што го гледаа филмот, мислам, додека шетавме низ кампот таму и додека се среќававме со луѓето кои што се или дел од фестивалот или се по организацијата на фестивалот, значи беа фасцинирани од тоа што го гледаа. Значи стварно наидувавме каде да се појавиме. Да, каде да се појавиме, они се значи доаѓаат до нас и ни збореа за тоа колку им се допадна филмот. Колку, ете тоа што го каже Елеонора, можат да го сврстат и тоа како приказ на кое што се случува во Египет и во тоа општество, без разлика нели на религијата и... Уште 5 филма вкупно беа, така? Има и документарец, зошто се, барем не сум навлегол и не успеавте таму да ги гледате? Да, не успеавме ние да гледаме ниту еден од тие филмови. Знам дека пакистанскиот, кој што патеме забранет за прикажување во Пакистан, третира трансродово лице. Тој филм е кандидат за Оскар. Да. Темата е трансродово и односи, односно луѓе. И тој е кандидат за, па и тој е напредок за Пакистан. Па е напредок и државата да дозволи таква тематика да биде кандидат за Оскар од Пакистан. Да, и мислам дека во тој пример на Пакистан и ова што го зборувавме за Египет, за фестивалот, се гледа таа нивна општествена борба помеѓу тие некои попрогресивни сили и конзервативни сили и на некој начин државата се обидува нели да не биде некој авторитарен режим и да забранува филмови, меѓутоа, иако во Пакистан го забраниле за прикажување, меѓутоа така, да оди по некоја многу тенка, фина линија. А може би добри маркетинг фраери се знаат. Па може би да тоа е, не знам. И тоа предизвикува внимание. Нередко, многу често. А Оскар па и новие мејнстрим фестивалите, политиката доминира при добивањето на... Да, меѓутоа, например, еден од тие... каде што има угнетување, каде што има притисноци, каде што има цензура, пресија. Еден од филмовите, да, се согласувам дека тоа дефинитивно создава една фама околу филмот уште пред да се прикаже на други фестивали. Меѓутоа, например, еден од филмовите петте, не знам дали беше документарецот, третира, например, тема поврзана со психичко здравје, ментални болести и така натаму. И баш, например, јас се чудев зошто, што им пречело во тој филм. Меѓутоа не го имам гледано, така што не можам да претпоставам. Што конкретно? Стадион. Емисија за вашата вистина. Што конкретно им пречеше кај нашиот филм? Од што се плаше од преекспонирана? Па не знам, да, искрено. Има голотија, многу сцени, експлицитни, темата е
LGBT, ваква, таква или психички. Па мислам дека е сето Движење тоа или внатре. комбинација од сите тие аспекти кои што ги споменавте. Има, да, одредено ниво на голотија, има секс сцени, меѓутоа тие не се воопшто експлицитни, би рекла дека во Европа и во Америка би биле категоризирани како, не знам, 12 плюс. 12, Значи 12, многу се максимум 16. суптилни тие сцени, така што меѓутоа сигурно има и тоа влијание. Не знам дали има влијание начинот на кој што го третирам бракот. Може би Чуден тоа да е. има. Не е бракот светење во филмот. Па не. Ако може. Ќе гледате, па ќе зборуваме. Да. Може би тогаш и вие ќе знаете што е тоа што им пречел. Сега каква ви е процедурата понатаму? Па имаме... Имате извонреден сега маркетиншки. Па да, не знам. Ќе видиме Пуст како ви като е. Да. Додека да излезе филмот, кој знае што уште ќе се деси во оваа, ќе се случи во оваа наша држава, така што секој ќе оди чудо на на 3 дена. други места или не до премиерата во Македонија? Ќе оди. Имаме покана за сега на 2 азиски фестивали, уште треба да одлучиме Таму има. дали ќе Не прифатиме. им се чудни овие теми, мислам дека нема да има проблем. Па ме интересира затоа што и земјите, сега не можам да ги откриам, се специфични, да кажеме. Така што, да, за сега такви ни се најавите, а европската премиера веројатно ќе биде поблиску до самата премиера во Македонија. Климовски ја прашав дали сака да работи во театар, она вели, имајќи состојбите во театарот, не сакам да работам. Имајќи ги состојбите во државата, сакам да се вработам. Се согласуваш со тоа, Благо? Значи да, секој еден од актерите кои што ќе завршат кај нас на академија или на другите академии, единствениот спас му е тоа, вака ако сака да се оддржува како некаква форма, мислам, да не забораваме дека има многу актери кои што работат и не се појавуваат на работа и тотално им е небитно и неважно што се случува со нивните театарски куки, тотално се незаинтересирани, заштитени како бели мечки. Значи се сега веројатно у зимски сон, на пролет пак ќе ги разбудиме и така натаму со години, но мислам дека секој еден актер треба да се вработи за да може да се одржува да се одржува у таа основна некаква смисла на Короната направи силен удар. Сега поради кризата пак гледам забрани. Се читав вчера во Унгарија се затвараат поради струјата, поради цената на струјата, поради трошоците, кина, театри, кај нас каква е состојбата? Вие играте, имате репертоар редовно. Ние да можеме Или некако да сферите ги на- угасиме овие што се собрание влада и друго све нека функционира, нека цвета. Не знам јас. Ја се клучни како така. Па да, од клучот да почнеме. Веројатно треба да заклучиме некаде. Ние некоја врата да почнеме да си заклучуваме полека, вака отворено промаја многуто нашиот македонски збор, нели, промаја за многу ќе не разбие промаја. Имате репертоарот функционира сега или е намален? Функционира, да, функционира Оманата Македонскиот народен театар. Спремаат нова премиера, се спремаат и нови проекти, сега за сега не збори никој за никакви рестрикции. Мерките не спаѓате. Па мојата логика кажува дека ако 350-500 луѓе дојдат да гледаат представа, во истиот момент кај тие луѓе дома нема да се троши струја. И така што ќе се заштеди по прашањето, ние ќе трошиме на едно место струја, за кое што тие исти граѓани кои што ќе дојдат да ја гледат представата, ќе платат струјата. И ќе се стоплат, да заедно ќе се стоплиме колективно сите, така што не гледам зошто би ги затвориле театри. Кратка паралела искуството со Горчи и со Елеонора. Кротки се и двајцата или? Да, имаат кротка една жица што ја носат и двајцата, работливи и двајцата е, да го кажам и тоа како нешто заедничко. Елеонора е како жена поемотивна, мислам дека си го носи со себе и тоа, како да кажам, мајчинскиот инстинкт. Знаеш, пошто не постои татков инстинкт. Ние познаваме само тоа, како жена е многу поемотивна и супер ми беше соработи. Дете кој се разведе никош не вика тато, вика мамо. Така е. Тоа не е случајно. Друго сега работиш нешто? Сега моментално снимав еден краток филм
пред кратко, пред некој месец, пред еден месец. Друго работам во Македонскиот народен театар, представата Народен непријател, тоа е исто европски проект, кога сме кај тие европски пари, ете тоа е еден од тие европски проекти кои што го работиме веќе за среќа за време на целата пандемија, исто како и филмов, и филмот ми се погоди така да го работам. Тоа требаше да кажеме, тоа е првиот филм тука што е првиот филм во Македонија кој што се снимаше во тек на пандемијата. Бевме доста, мислам, морам да кажам дека тестиравте нонстоп што? Се тестиравме нонстоп, дел од екипата беа вакцинирани и така бевме како и секој еден граѓанин со тоа се соочувавме за прв пат и ни беше доста стресно. Се беше под маски, освен сцените нормално. Да, ќе ги видите и фотографиите од снимањето, малку е тажно од оваа перспектива кога гледам, буквално немам фотографија со глумците од снимање. Ама се помина од здравствен аспект, не се зарази некој плюс, така, или да се заразише, помина така по... Не се зарази никој, делумно заради тоа што бевме во Охрид и бевме сместени сите во ист хотел и практично си бевме во еден приватен карантин. Ние. Да, на сет одевме заедно, таму цело време под маски, се враќавме во хотел, надвор од Охрид беше хотелот, така што немаше мешање со други луѓе, но вистина бевме како во еден карантин, така што тоа мислам дека многу ни помогна да се одржиме во смисла никој да не се разболи, иако имавме еден од споредните глумци за жал кој што требаше да игра еден од ликовите. Тој испадна позитивен неколку дена пред снимање, меѓутоа ние веќе бевме отидени во Охрид, значи имаше поминато некој 10 дена од нашата последна средба и буквално ни рекоа од Институт за јавно здравје дека не мора никој да се изолира. Ова ти е профил, си новинар, следеше политика во BBC. Кои се допрените точки новинарство? Или избега од новинарството, мислејќи дека тука е подобро, така? Па така некако, да. Новинарството е добра професија, ама на време треба да знаеш. Ама тоа да ја напуштиш важеше за бизнис, за политика, а не за филм. Да. Да, од една проблематична професија во друга проблематична професија отидов, меѓутоа не ми, мислам, со голема почит гледам на работата во новинарите, која што е многу променета сега од она што беше пред некој колку веќе 12 години, јас кога последен пат работев како новинар. Мислам дека дури во многу сегменти е потешко да се биде денеска новинар, затоа што не е целта да се... Тогаш беше целта да ја најдете вистинската информација или први да дојдете до вистинската информација. Сега има хиперпродукција на информации. Како да ја пронајдеш? И новинарот треба да чепка ни сите тие лажни вести, дезинформации, полуинформации и да создаде, мислам да ја извади вистината на некој начин и да ја презентира брзо на гледачите. Така што мислам дека денеска е многу по-комплексна таа професија. Од новинарските тие теми следеше влада, политика, има нешто употребливо за филм или досадни се тие? Па има особено јас покрива влада најчесто, идев на тие пресконференции. Па не, ги гледате, комуницирав со министри, земав изјави од нив, значи ова е некаде 2006-2008 година во тој период. И да, имам едно сценарио кое што е делумно инспирирано од мојата работа како новинар. Главниот лик е новинарка, а да речеме антагонистот е една министерка, така што можеби кога ќе дојде време ќе го направам и тој филм. Има таму наредби што да пишува, како да пишува? И, па, во BBC немаше, морам да признам. Имаше некои протести, се јавуваа некогаш да демантираат нешто што сме објавиле. Меѓутоа, тоа ми се допадна во BBC, што не добивав нарачки од никого, буквално. Мислам би, во смисла, од уредничката, имавме колегиуми на кои што се договаравме какви теми ќе третираме, никогаш никој не ми се јави да каже сега мора ова да го обработиш. И тоа беше предноста да се работи во сепак медиум кој што беше странски медиум. Што е следно? Што е следно? Уште ова не сме го виделе, ама паралелно се работат и други, значи премиерата март, крајот на март, така? Да. Из Македонија. Да. После тоа во регионот. Србија или паралелно со Србија ќе биде? Па не знам уште. Затоа што копродуценти. Да, тие се копродуценти. Не знам дали ќе биде во исто време или нешто, можеби нешто подоцна, меѓутоа плюс минус некоја недела веројатно. Завршив еден краток филм, завршив со снимање пред еден месец. Сега работиме постпродукцијата и пишувам сценарио за следниот долгометражен филм. Си и сценарист,
И режисер. Да. Милчо исто така прави. Па има такви режисери, ама поретки се. Не си размислувал на тој сценарио да работиш? Па искрено сум размислувала, меѓутоа би требало да биде, не знам, тоа Или тема... нешто постоечко да го обработиш? Па сум размислувала, меѓутоа не ми се гледа некако многу примамливо. Кои се модерните трендови во Каиро? Информативно, или колку успеа да гледаш тамо, колку успеавте да гледаш? Што се стима сега? Короната е тема сега или треба дистанца да помине? Не. Што е или Мислам меѓучовечките односи? Што уште може да измислат да не прават ремейк на тоа што веќе е направено на многу високо ниво? Исто и како музика. Па добро. Или секој животот вади нови теми. Да, тоа сакам да кажам, темите се доста разновидни. Не можам јас барем да уловам некој тренд во моментов. Идентитетот е, би рекла, тренд кој што Ние сме модерни, се третира. Ама Па не го личниот третираме. идентитет Да. Не толку националниот идентитет, туку не знам, од родов идентитет до отуѓување. Точно, да, отуѓување, на пример, бегалци кои што доаѓаат да живеат во други земји, па не може да се адаптираат, па кој е нивниот идентитет, или мигранти, или луѓе кои што се со Цивилизатски суди. Да, кои што се не знам, од различна раса живеат во предоминантно бело односно општество во кое што белците, да кажам, се мнозинство. Такви некои теми ми се чини. Војната или доправа? Војната мислам дека допрва ќе стане тема. Се она што е додека се случува, како на пример додека беше короната, сега војната, во истиот момент обично сите избегнуваат да го третираат, затоа што нема луѓето едноставно да сакаат да гледаат такви филмот не е филмови. новинарство да пишува. Па токму тоа. И мора да имате некоја дистанца за да можете да дадете некое ваше толкување на она што сте го видели. Пропаганда, Да, освен ако не е пропаганда, тоа е нешто различно. Парите во културата, со тоа завршиме Благој. Каже дека за сега кај вас, кај вас уште не се крати, односно од репертуарот не се намалува, не се затвара, како некои други примери. Меѓутоа фондот филмски се мислам дека намали. Да. Се новиот буџет не сум го видел сега. Ни ја не сум го видела. Меѓутоа колку што гледам нема кај што нема кратење. Гледате, парите во културата секогаш процурува тоа, како да има некоја дупка и многу од работите кои што се случуваат со многу работи и во културата, како и во секој друг сегмент од нашето живење во држава, во Македонија, се случува тоа да едноставно не сме до крај јасно, не ни е до крај јасно каде оди целото тоа, сите тие пари кои што и вака се еве сме согласни дека не се доволни. Но и тоа малку што го има, немаме баш сериозен увид у тоа како се распределуваат. Барем јас никогаш во животот не сум ни барал да имам некој посериозен увид, а многу од работите реално и ги знам. Да речеме вака што се пренесуваат од колено на колено. Па дознаваме што се случува со... Така што мислам дека е важно да се да ги заработуваме тие, колку толку пари да бидат честно заработени, да бидат честно употребени. А секако дека секогаш ќе ни фалат да има у Министерство за култура или у Филмскиот фонд повеќе пари. Секогаш сме биле последната дупка на свиралото, тоа е мојот. Ако направиме споредба регионот, например, Бугарија, има силна продукција, Србија, ние кај сме тука? Никаде. Да, ние сме... Отворен Балкан, може ли да помогне? Слушнав дека ќе прават заеднички фонд некој. Србија, Македонија не може да помогне заради тоа што моето мислење дека не може да се помогне заради тоа што фокусот ни е на различен, фокусот ние можеме околу одредени проекти кај што ќе бидеме инволвирани. Еве сега работам таков еден театарски проект кај што третираме теми кои што се интересни, помалку интересни за словенците, нормално за тоа што отидоа по прашање на екологија многу напред од сите други у светот, да не зборам за нас. Ама со Хрватска, со Босна се уште делиме, со Србија некои заеднички точки, така што мислам дека многу е важно да имаме заеднички фокус. Заради тоа што ние сепак нели еве кога сме кај војната, Босна ги третира приказните на еден начин, Србија ги третира приказните на еден друг начин, ние како држави кои што сме учествувале пасивно у таа војна ги третираме на трет начин, така да
Тоа се различни перцепции. Ќе биде проблематично да се утврди за кои проекти да се дават пари, односно за кои теми, да. Па не, има групи кои што сега многу поблиску можеме да стигнеме, мислам, до една таква, нели, да се сплотат луѓе од повеќе држави со околу една идеја. Мислам дека тоа сега Со бугарите не треба да работиме историја, со србите што не треба. Па не, мислам дека... Помеѓу двете, ние со историја најдобро да завршиме. Да, мислам, нема потреба да се третира, мислам, нема потреба... Само љубов, ајде така. Па не, меѓутоа можете да третирате, не знам, во фирма работат, нели, мешан состав, македонци, срби и, не знам, бугари или што и да е, и едноставно приказната е за тие меѓучовечки односи во една фирма интернационална. Ме сваќате, и тоа е серија, и не мора тука да се третира директно историја, може да имате вие нормално да провејуваат некои реплики, мотиви. Меѓутоа сакам да кажам, тоа е она што ви зборувам, глобално да го третирате проблемот или она што ве интересира. Ако сакате да третирате како, не знам, живеат во некое село каде што има луѓе од различни националности, меѓутоа приказната е локална нешто. Немаат вода, па се тепат за вода. Да, ме сеќате, одбирате тема која што едноставно ги тангира сите и може да се идентификуваат и луѓе во Македонија и луѓе во Египет и во Босна, меѓутоа не се занимавате на ачик со овие прашања. Да не откриваме се за филмот кој ќе го... Да, важно е да кажеме дека преекспонирано е филм кој што стварно мислам секој може да се пронајде и го третира човекот. Значи не го третира... Има теми што ги знаат сите, ама некаде зборуваат за нив, така да го... Па не знам како би го кажала, би рекла дека е, знаете, да... Преекспонирано, зашто? И тоа е доста интригантен наслов. Нешто е преекспонирано, значи, јали голотија, јали секс, јали... Нешто е преекспонирано, или тоа е психолошки термин, што е? Да, во случајов е фотографски термин, бидејќи ликот на Камка Тоциновски е фотограф и она се занимава, го истражува тој ефект на преекспонирање на аналогни фотографии во филмот и од таму доаѓа впрочем насловот за филмот, значи е директно поврзан со нејзиниот лик, односно на што го работи нејзиниот лик, а темата во смисла како луѓето живеат во брачни односи, тоа е универзалната тема во мојот филм. Значи, ја тоа го третирам. Не третирам македонско семејство типично. Не се стремам да третирам македонско семејство. Туку конкретно овие два лика како функционираат или не функционираат во овој брак. Го нема Крекачанов, бугарско-македонски. Токму тоа. Ништо чисто. Еден прекрасен стој кога го гледав прв пат филмот на Елеонора и кажа викам, еден прекрасен Охрид кој што го памтам од моето детство, една тишина во Охрид. Еден филм кој што и покрај цензурата ќе можат луѓето да уживаат во него. Благодарам за гостувањето и пожелувам многу среќа понатаму со филмот и воопшто во кариерата. Стадион. Емисија за вашата вистина.